Во содржајното и сеопфатно представување на новиот модел, прво што ни кажаа домакините е дека Volvo XC40 не е кросовер, туку вистинско спортско корисно возило. Може би звучи како игра на зборови и различно толкување на термини за едно те исто, но фактот е дека во живо изгледа поголем. Сепак должината од 4,43 и широчината од 1,86 метри го сместуваат токму покрај угледните конкуренти Range Rover Evoque, Audi Q30 и BMW X1. Но затоа нешто поголемата височина од 1,65 метри и храбриот дизајн му дава силен карактер и младешки пркосен изглед кој го прави поголем. Директната споредба со XC90 и XC60 ја покажуваат еволуцијата на стилското изразување. Елегантните линии на поголемите браќа се трансформирани во поагресивно и помало пакување. Препознатливата шестоаголна маска и карактеристичните предни LED светла со облик на чекан на Тор прават да биде еден од најоригиналните модели на пазарот. На силуетата владее карактерната странична линија која се протега од профилираниот поклопец на моторот до задните масивно изведени столбови. Скандинавскиот дух се среќава и во внатрешноста каде познатиот амбиент благородно е искомбиниран со надпросечен квалитет. Меѓуоскиното растојание од 2,7 метри обезбедува просторност за пример. Напред се седи високо, но не премногу, а ниту патниците назад нема да се положелат. На прв поглед се е очекувано јасно и промислено, но и логично истакнато со одредена доза карактерност. Управувачот пријатно лежи во рацете, а сите прекинувачи се на своето место. Пред очите на возачот се наоѓа дигитална инструмент табла, а на средината голем дисплеј чувствителен на допир. Од страна сменетите вертикални отвори за вентилација се стилизирани во духот на 80-тите години и делуваат оригинално. Исто како и миниатурната рачка на менувачот кој се контролира електронски, без сајли или било каква механичка врска. Фиоките под седиштата, страничните джебови на вратите во кои собира дури и лаптоп и другите умни решенија му даваат голема употребна вредност. Бидејќи е наменет за помладите урбани купувачи кои водат активен живот, исполнете и со шмекерски детали. Мислено и на персонализацијата која е овозможена со различна боја на покривот, 4 основни пакети опременост и бројни додатоци и дополнителни опции. Првиот впечаток од возењето е дека XC40 ја нема очекуваната шведска тврдост. Се движи меко и комфорно дури и на лош асфалт, а навалувањето на каросеријата во острите свиоци предупредува дека во нив се влегува пребрзо. 8-степениот автоматски менувач одлично си ја врши работата. Моторот со своите 190 дизелски конјски сили извлечени од 2 литра работна зафатнина силно влече во сите режими. Добро се носи со тежината од дури 1,7 тони, но таа сепак се чувствува. Забележливо беше дека е за нијанса 2 помрзлив отколку што очекувавме. Во сегашната понуда XC40 е достапен уште и со бензинскиот турбомотор со 247 конјски сили. Погонот на сите 4 тркала е сериски и кај двете верзии. Летово ќе пристигне со послабиот дизел мотор од 150 коњи, како и со трицилиндричните бензинци од 156 и 190 конјски сили. Понудата ќе биде докомплетирана со верзиите со погон на предните тркала и мануелен менувач со 6 степени. Бидејќи Volvo е премиум марка и цените се движат во тие рамки. Изведбата со невисокото ниво на опременост Momentum со 2-литарски турбодизел од 190 коњи чини 46.900 евра. Оваа цена е висока и треба да се оправда со повисоко ниво на квалитет од останатите конкуренти од премиум сегментот. Сепак за коментари би се воздржале додека XC40 не пристигне на нашиот пазар и имаме повеќе време да поминеме со него.